Овие црни карпи се полни со некои од најважните минерали во светот денес, вклучувајќи кобалт, манган и никел. Канадската компанија Metals ископува на морското дно на околу 5000 метри. Компанијата има пристап до околу 1,6 милиарди тони минерали, според извршниот директор Джерард Барон. Тоа е доволно за да може да се направат 280 милиони батерии за електрични возила со средна големина. Значи доволно за да се опреми целата американска патничка флота. Како што светот се оддалечува од фосилните горива, побарувачката за метали се зголемува. За исполнување на глобалните климатски цели ќе бидат потребни приближно 20 пати повеќе никел и кобалт до 2040 година, отколку што се користи сега. Фокусот треба да биде на тоа каде можеме да добиеме залихи од овие метали, но и како најлесно да се стигне до тоа. Проценките велат дека има повеќе од овие метали на морското дно, отколку во сите резерви на копно. Барон вели дека тие доаѓаат без учество на човечка експлоатација, како што е ископувањето на кобалт во најголемиот производител Конго, или како што е уништувањето на прашумите во Индонезија. Но ќе има еколошки последици. Длабокото морско дно е едно од најекстремните средини во светот, но не е безживотно. Extremely cold, extremely dark. Таму е исклучително студено, темно, има голем притисок на 5000 метри длабочина и многу мала достапност на храна. Адриан Гловер го води тимот во Природонаучниот музеј во Лондон, кој го проучува животот во океанот. Тој вели дека повеќето од живите суштества лесно се занемаруваат. Доаѓате на морското дно и да бидам искрен, изгледа дека таму нема многу живот. Гледате кал, но доколку погледнете во микроскоп, ќе откриете дека има доста биодиверзитет. Тимот на Гловер неодамна идентификуваше повеќе од 5000 досега неоткриени видови организми. Како сите тие се вклопуваат во океанскиот екосистем е непознато. Исто така, непознато е како бучавата, светлината и калта од рударските операции би влијаеле на животот во океаните. Меѓународната управа за морско дно работи на регулативи за оваа нова индустрија. Слично како во рибарството, се обидувате да откриете кои области ги заштитувате, а кои области ги дозволувате. Во меѓувреме, еколошките здруженија бараат мораториум, заедно со повеќе од 20 национални влади и повеќе од 30 големи компании. Но компанијата Metals вели дека планира да поднесе барање за ископување кон крајот на следната година, со што ќе врати контроверзноста околу ископувањето на морското дно.